Затоа се надоврзав сега и повторно ќе се вратам на Библијата. Библијата и духовните книги што велат? Овде грешиш, тука грешиш, тоа живеј вака, живеј онака. Надмини ја слабост. Имај верба во Бога. Немој да бидеш себичен, немој да бидеш алчен, служи на другите. Не бива така, не ми одговара тоа. Ми одговара да се зимам добра плата, ми одговара да бидам најдобро облечен, најситуиран во општеството, а за да бидам таков, јас не можам да го живеам Бога. Не може, точно дека не може да се живее. Не можеш да му служиш и на Бога и на мамона, така вели и Библијата. Не можам да служам со едната нога на едноставниот, кроткиот живот и да бидам верник и да растам во духовната длабочина и да бидам човек од вредност кој што нема да го водат неговите нагони, инстинкти или слаби страни и да живеам во изобилство, во најдобар, не знам, во најстрогиот центар, во најдобрата вила, во најдобриот стан, во најдобрата зграда, најдобрата облека, најдобрата храна, да одам секој петок во кино, да купувам кога и што ќе посакам, се да ми биде едноставно пристапно. И на тој начин ти живееш со искуства, секој ден само некое задоволство, ова тоа и си залажува целиот живот, човекот се залажува, ете децата дошле, па децата мора да се облечат, па сега најдобрата облека за нив за да можеме да ги прикажеме пред другите, супер. И ги имаш родителите, леле немој пази да не се изволка, леле немој таму ќе паднеш ќе си скинеш, леле немој да се качуваш таму ќе си скинеш јакната, немој да црташ, бегај тргни бојцата, тргни моја фломастерот ќе се испрља на својата облека. Немој тоа да фаќаш, значи гледате луѓето стануваат робови на материјалните нешта. Тоа секој човек може да го примети во својот живот. Значи робови на облека, робови на начин на живот, робови на се што е материјално, за да не биде пред другите луѓе. И целата психологија е таа, за ти пред другите луѓе, од една страна да бидеш совршен, тоа е најголемиот комплекс на човештвото, поготово во Македонија, од друга страна, тоа што си го платил 1500 денари од тренерките на своето дете, да сега не смее да ги испрелја, затоа што тие ги платив 1500 денари од мојата плата. И луѓето стануваат робови на мали ситници и на големи ситници. Утре морам да одам јас на одмор, ама сега одморот не е 150 евра, сега е 400 евра. Фамилија 500 евра, не можеш да поминеш. Морам да работам, јас цела година морам да работам. Човекот кој ќе излезе од овој зачаран круг, тогаш може да разбере дека навистина некаде длабоко греши во својот живот. И за да може да има помало страдање, да го чувствува тој мир Божји и благослов, тој мора да се одврзе од се ова.